Благодарам, председателке. Почитувана министерке, почитувани колеги пратеници. Еве втор ден е од расправата за буџетот за 2020 година. Ова е веќе шести буџет или ребаланс на буџет кој што го креира и веќе 5 спроведува СДСМ, коалицијата, како владеачка партија. И веќе можеме да констатираме одредени состојби кога се во прашање буџетите, економијата, растовите, задолжувањата и сите оние параметри кои што го осликуваат буџетот на една држава. И јас апсолутно секогаш го почнувам мојот говор кога се работи за буџет со факти со кои што навистина би сакал да ги потсетам колегите пратеници, а и македонската јавност, зашто се беше обвинувана претходната влада кога се зборува за буџет и бројките околу буџетот. И ако можеме да сублимираме во неколку реченици, тука се сигурно она што е најбитно, растот на бруто домашниот производ, како било, како е сега, причините зошто сме дошле до една ваква ситуација. Ние проектираме буџет на 3,8 или 9%, Светска банка и ММФ се со констатација дека буџетот на наредната година најмногу што може да биде 3,5%, растот на бруто домашниот производ може да биде 3,5%, а Стопанска комора вели околу 3%, 3,1%. И со тие предвидувања за буџетот за 2020 година, согледувајќи ги буџетите кога СДСМ проектирало буџет 2017-2018 година, ние можеме да кажеме дека веќе не сме конкурентни ниту во опкружувањето, а да не зборувам за европски рамки и светски рамки. Па еве, јас, почитувани граѓани, ќе морам да ве потсетам, кога станува збор за буџет, пример, еве 2018 година да ја земеме, една Албанија имала раст на бруто домашниот производ 4,1%, Косово 3,8%, да не зборувам за Србија со 4,4% или Црна Гора со 5,1%. И истото е 2017 година 3,8%, Косово 4,2%, Србија 2% и така натаму и така натаму. Во сите овие периоди сме ние некаде по раст на бруто домашниот производ на последно место во, потенцирам, опкружувањето. Дека работите може да бидат малце поинаку или многу поинаку, еве ги 2013-2014 година, кога Албанија имала 2014 1,8%, Србија имала дури негативен, минус 1,6%, Црна Гора 1,8%. Сето тоа во тој период, некаде средната вредност на растот на бруто домашниот производ била околу 3%. Бевме лидери по раст на економијата и во регионот и во европски рамки. Се сеќавам дали беше тоа 2014 или 2015 година, бевме во првите 5 по раст економија во Европа. Но се случи тоа што се случи и ние дојдовме после 4 години до една ситуација да оваа толку реформска влада која што блеска не донесе во ситуација да имаме раст на бруто домашниот производ најнизок или меѓу најниските во регионот и пошироко. Во однос на долгот зборуваат колегите, еве ќе потсетам, некаде 2019 година тој изнесува бруто над 5 милиарди евра. Беа обвинувањата дека премногу се задолжува Република Македонија, дека се троши нетранспарентно, но нови задолжувања, ефектот апсолутно никаков. Еве сега нема градба на институционални објекти во кои што се сместени Министерства за надворешни работи, за транспорт и врски, разни други институции, фондови, обвинителства и така натаму. Све се тоа институции за кои што државата плаќаше кири во претходниот период. Сега нема такви градби, но задолжувањата растат. Зошто растат? Па одговорот на сето тоа е фактички буџетот 2020 година и проекцијата на овој буџет. И ако го земеме фактот дека во минатата година па и оваа година е катастрофална реализацијата на капиталните инвестиции, а според мене капиталните инвестиции и вложувањето во капитални проекти е она што ја носи или ја конвергира економијата кон раст, тогаш нереализираноста или институционалната криза во која што постои при владење на СДСМ е заменета со една теза, замислите,
ни повеќе ни помалку, сигурно во недостаток на идеи со вложување во човечки капитал. Но ќе се навратам на таа теза. Прво да кажеме дека исто така бевме обвинувани дека ВМРО ДПМН прави мегаломански буџети. Овој буџет, па и претходниот, беа најголемите буџети до сега во историјата на Република Македонија. 3,9 милиарди евра, скоро 4 милиарди евра. 2020 година, ако проектираме раст од 3,9% или 3,8%, еве само едно споредување со соседна Србија, која што пред 4 години, нивниот премиер тогаш имаше изјава дека пример за водење на економија е нашиот јужен сосед, мислејќи на Република Македонија во тоа време. Сега Србија има 4, раст предвиден за 2020 година 4%, дефицит, да не збориме 0,3%, да не зборувам за странските директни инвестиции. Значи, тезата дека ВМРО ДПМН правила мегаломански проект, исто така паѓа во вода. Поддршката за странски инвестиции, не гледам дека нешто драматично се случува со овој буџет и се предвидуваат поголеми средства. Јас ја следев дискусијата овие 2 дена во комисијата и еве ќе ја прашам министерката лично, која е таа инвестиција во Република Македонија во овие 3 години откако практицира СДСМ власт, која што вработила 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 вработувања. Може да не обвинувате за се, но претходната влада овозможи таков економски амбиент во кој што доаѓаа фирми како Джонсон Контрол, Джонсон Мети, Гентер и така натаму, кои што Кромберт и Шуберт во Битола, кои што вработуваа илјадници млади луѓе и нормално повозрасни, сите оние кои што има желба и можности, квалификации да работат во тие фирми. Конкуренцијата на пазарот на трудот, зголемувањето на продуктивноста, до зголемување на плати во стопанството и сето тоа е она кое што јас мислев дека овој период ќе разговараме или со овој буџет кој што го проектирате ќе биде на дневен ред и ќе можеме да размениме соодветни аргументи. Велите вложуваме во човечки капитал и ќе се осврнам на таа ваша теза и наистина би сакал да поразговараме и да дефинираме конечно или да дојдеме до дефиницијата што е тоа човечки капитал или како се вложува во човечки капитал. Вие го кажавте индексот во однос на човечкиот капитал во Република Македонија, но не кажавте споредбено со другите држави. Точно е дека е 0,53 и тоа значи, требаше ова да го кажете, дека по 18 години со вакво едно темпо Република Македонија со човечки капитал ќе биде најслаба во регионот, да не зборувам во Европа. Најслаба во регионот, да не зборувам во Европа. За 50% нашите млади луѓе, тогаш полнолетни, ќе бидат со човечки квалификации, вештини, умења, знаења, послаби за 50% од своите врсници во соседството. Еве конкретно во соседна Србија. Вие велите мораме да вложуваме во човечки капитал и тоа е вака одлично ветување, на прв поглед многу лепи за уши, добро е да се слушне, но да дефинираме одредени области кои што се од суштинско значење за тоа вложување. За мене, вложувањето во човечки капитал, почитувана министерке, е нашите и сегашни, но и идни генерации да бидат луѓе со поголеми знаења, поголеми вештини, да се воведат нови технологии, да се воведат нови методи и начини на стекнување на тие знаења и вештини, сериозна и суштинска професионална ориентација на нашите ученици и студенти, помогната и насочена нормално од стручни и компетентни кадри. Сериозна соработка со бизнис заедницата и стопанските комори заради приспособување на наставните планови и програми кон потребите на стопанството. Селекцијата и натамошното напредување и усовршување на најдобрите да биде соодветно, реално, транспарентно, за да тие бидат усовршени и да бидат конкурентни со најдобрите своји врсници од Европа и од светот. А добрите пак да се доближуваат кон најдобрите. И таа спирала нормално да конвергира кон еден сеопшт раст. Но за да се оствари ова треба да се зголемат средства за, внимавајте, вие ги сега распределувате средствата и вие сте најодговорни. Средства мора да се зголемат за нови, модерни и светски признати и конкурентни наставни планови и програми, соодветна образовна инфраструктура,
образовни помагала, континуирано професионално усовршување на наставниците, максимална дигитализација на целокупниот образовен систем. Нормално, и ова сега само тоа го правите, е мотивирани, суштински мотивирани наставници, односно наставен кадар. Нас не ни требаат ученици кои бркаат оценки заради оценки. Дури и знаење заради знаење. Знаење ни треба за стекнување соодветни вештини, знаења, умења, за добивање поквалитетна работа, со таа поквалитетна работа имаат поголема заработувачка, да имаат своја економска независност и поквалитетен живот. Тогаш ќе останат луѓето и младите и повозрастните во Република Македонија. Јас се тоа или ставки за ова во буџетот вака проектиран не гледам. Флоскулата вложуваме во човечки капитал, вие ќе ми објасните, според мене ова се параметрите кои што влијаат на зголемувањето на човечкиот капитал. За сите овие области вие парите ги намаливте. Особено со ребалансот на буџетот за 2019 година. Значи нема ставка која што се однесува на образованието во ребалансот на буџетот за 2019 година која што не ја намаливте. И сакате после сето ова и верувате дека граѓаните треба да ви веруваат. Еве за наука. Во вашата предизборна програма, сега дали е таа ваша или не знам, но вие ветивте дека 50% зголемување за средства за науката. Ги намаливте сега за 17%. Нема стимулирање на ученици и студенти. Нови ученички и студентски стипендии со овој буџет не се предвидуваат. Да не зборувам за нивно зголемување. Нема стратегија и доволно средства за професионално усовршување на наставниците. Колку е битна мотивацијата во плата. Може би побитно е професионално наставниците да бидат усовршувани, да бидат во тек со наставниците и нивните методи, дидактички, методски, како и да ги наречам, со наставниците од Европа, од светот, со најразвиените економии, со најразвиените образовни системи. Имаме училишта и наставници кои што по 30 години не сме посетувале некои такви обуки. Зошто? Прво имаме мали плати, второ државата не вложува во тоа и не обезбедува такви усовршувања. Да не зборувам за статусот на Бирото за развој на образование, на државниот испитен центар. Секаде ги намалувате средствата предвидени со ребалансот прво, а сега и со буџетот. Еве еден имаше, колешката ме подсетува на тој институт за развој на образование. Сите тие можни флоскули околу трансформација на една институција во друга, приименување и така натаму ги употребувавте, но конкретно ништо апсолутно не е направено во однос на образованието, а кога зборуваме за образованието, сигурно вие имплицитно мислите и на тој толку веќе извикан човечки капитал, кој што во последен момент ви текна, пак ќе повторам, како антитеза на вашите сериозни институционални неспособности за реализација на капиталните инвестиции. И според мене, еве уште еднаш, вложување во човечки капитал треба да оди обратно од она вие што го правите сега. Значи, ние треба да вложуваме во услови за обезбедување на услови за квалитетен воспитно образовен процес, особено кога зборуваме за човечки капитал, еве ќе потенцираме образовниот процес. Со сите овие параметри што ви ги набројав, за тој човечки капитал биде конкурентен и да може да добие квалитетна работа со квалитетна заработувачка. Сето друго е ставање од чупливо во празно и обратно како што вели нашиот народ. Јас навистина во однос а за тоа да се створи или да се создадат такви услови, ни требаат нови инвестиции. Ни требаат странски инвестиции по примерот на државите од соседството. Значи, последните 2 години имаме држави кои што се во нашето соседство, кои што доминираат во привлекувањето на странски инвестиции. Македонија беше првата држава која испадна од трката или од конкуренцијата за влез на Volkswagen во една балканска држава. Прва беше што испадна. Уште 2 држави се во сериозна трка, веројатно некој од нив ќе ја добие. Не успеавте да донесете ни една сериозна. Збор неава сега господинот Велковски ќе излезе па со тој чаршавот од 10 на 20 имиња на фирми, па ќе ги кажува таа фирма. Еве ве прашувам, знам дека ќе реплицирате. Една фирма влезе на овие 3 години во Република Македонија, која што вработила 1000 граѓани на Република Македонија. Дека можело тоа, ви кажав, еве ви ги набројав фирмите, сите тие
вработува не 1000, над 3000-4000 вработено. И инвестицијата во Кавадарци, инвестицијата во Битола и во Прилеп и да не зборувам понатаму. Сега ние го намалуваме бројот на работници во индустријата. Еве ви параметри. Значи ние го намалуваме тој број. Пример 2018 споредбено со 2019 од 108 коефициент оди на 99, за 0,8% го намалуваме. Па наредниот месец од 108 на 98 со 1,6%. Значи, тезата е, го намалуваме бројот или се намалува бројот на индустријски работници, оние во реалниот сектор, тие што плаќаат данок и прават додадена вредност на македонската економија, а го зголемуваме бројот на вработени во државната администрација. Еве, сега пред нова година има мал милион конкурси каде што се бара вработување. Не знам во Водовод Скопје, не знам во јавното сообраќајно претпријатие Скопје, во Министерство едно, друго, второ, трето. Па кој ќе ги плаќа тие ако не овие вработени во индустријата? Работите се поставени, како што вели нашиот народ, наопачки. Наместо тие кои што треба да бидат услужна дејност фактички на индустријата, на стопанството, да гледаме да го рационализираме или оптимален број на вработени таму да се вработуваат или да останат на работа, ние тој број предизборно го зголемуваме до максимум, а ваму бројот на вработените во индустријата се намалува. Јас според мене не сум економист, но се тоа нема економска логика, барем ако логично ги погледнеме бројките и ги анализираме соодветните резултати. Имаме неколку области на кои што оваа владеачка гарнитура, сега рака на срце, вие не ве видов во кампања на СДСМ и де сум сигурен дека стоите позади оваа програма која што се нарекува План за живот во Македонија. За таа најверојатно креатор и за неа застана претходниот ваш министер, господинот професор Драган Тевдовски, но тој виде дека тоа што ветил не може да го испорача пред собствените граѓани, имаше доблест и даде оставка и си замина од функцијата, но сега вие сте тие кои што се најодговорни за трошењето и планирањето на буџетските средства за наредната 2020 година. Како опозиција во тој период, а јас се сеќавам добро бидејќи тогаш бев во македонскиот парламент, критикувавте на тема загадување на воздухот, животна средина, иселување и образование. Во однос на животната средина, тоа е еден битен фактор кој што влијае на квалитетот на живот на сите граѓани во Република Македонија. Скопје, почитувана министерке, едноставно се гуши. Неколку недели веќе е трет поред најзагаден град во светот. После Нью Делхи. Набројте ми една сериозна инвестиција која што оваа влада ја презема за намалување на загадување. Јас не велам дека вие го создадовте и дека вие ќе го решите 100%. Но, ако можеше тогаш да се држат специјални седници на пленарни на Собранието на Република Македонија со една единствена точка на дневен ред заштита на животната средина, односно проблемот со загадувањето во градот Скопје, тогаш имате сериозна одговорност да кажете еден проект или што е она што ќе обезбедите или што сте обезбедиле до сега од буџетот на Република Македонија за да го намалите загадувањето во градот Скопје. И сега гледаме, кога веќе се ставија мерни инструменти и во другите градови, не само во градот Скопје, туку и во сите апсолутно градови во Република Македонија. Ве молам, не ги споменувајте само тие 27 инвертор клими во аеродром, нити по оние кои што ги планира владата, и ова зима ќе помине, нити инвертор клими, нити нешто ќе имаат граѓаните. И кога сме кај тие клими, да ви кажам уште едно, зошто граѓаните не веруваат во институциите. И тие понудени 27 инвертор клими нема конкурирано доволен број на граѓани. Зошто? Сигурно сака секој да има инвертор клима. Не веруваат во институциите, не веруваат дека тоа што сте го ветиле ќе го остварите. Затоа што целата претходна гарнитура која што сега вие, која сте дел од тимот, од тој тим, во голем процент, ако не и најголем, од сето она што го вети и зад кое што застана на изборите 2016 година, апсолутно не го оствари. Имавте на неколку пати и пратенички прашања. Јас не знам, владава, ако нема пари, дајте од буџетот, еве, ќе гласаме амандман, ќе обезбедиме средства за зголемување на инспекцијскиот капацитет,
нека појдат тие инспекции во големите стопански субјекти, оние што произведуваат, оние стопански субјекти кои што управните згради им се загреваат на газ, а производството го вршат на нафтен кокс или на други некои реагенции кои што енормно загадуваат. Сакам да ви кажам, ние сме 35 дена пред техничка влада и 4-5 месеци до нови предвремени парламентарни избори. Во секоја држава во која што позицијата или оние што практицираат власт се грижат на вистина суштински транспарентно за соствените граѓани, ваков еден буџет се носи во соработка со опозицијата, се носи во соработка со граѓанскиот сектор, со граѓаните на Република Македонија. Зошто? Затоа што овие пари што вие требаше да ги проектирате, или еве сега ги проектирате, нема да ги троши само владеачката гарнитура СДСМ, овие пари првите 3 месеци ќе ги троши техничка влада. Понатаму, додека се формира новата влада, пак ќе помине период во кој што нема тендерирања, нема јавни огласи и ќе дојде политичка влада. А политичката влада е знак прашалник кој ќе ја направи. Според ова што вие го ветивте, а не го остваривте, веќе е евидентен резултатот од тие предвремени избори и сега ќе оставите 4 милиарди евра, колку што вие сте ги предвиделе, да ги троши опозицијата како предводник на новата политичка влада. Затоа ова е пример за вас, но е пример и за сите следни политички гарнитури. Во предизборна година или во изборна година, кога се проектира буџет, тој буџет мора да се проектира заеднички со сите политички субјекти и со граѓанскиот сектор во државата. Вие тоа не го искористивте и затоа резултатот, односно цехот ќе го платите на 12 април. Ви благодарам. Благодарам. Министерката е за реплика, потоа е